civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кога зборуваме за политиката, дали треба да има политика, ние сме политички битија. Ние секој ден вежбаме политика. Дали ќе купиме бел леп, црн леп, без разлика, секојаш донесуваме политички одлуки. Нашиот живот се состои од секојдневно политичарење. Збориме. Сега некојаш дали е тоа исправно или не е исправно, тоа секој си носи своја одлука. Ние е важно да работиме за доброто, иако можеби нема да се согласиме. Некој вика тајде да направиме од соговорниците да се договориме. Ако мислиме дека ни е потребен попис, пописот не е консензус, пописот е цензус. И треба да знаеме точно зашто зборуваме. Ние сме поставени на една ситуација во состојба да се попишеме или избришеме. Каде се најголемите упоришта на националистичките движења и она со што кој манипулираат цело време во нашето општество. Волку во проценти биле етникумите, толку биле, се заборава дека младите забораваат дека постојат младите и младите сакаат нешто друго, изборуваат нешто друго. Малку поразлично од оваа драма, јас би ја нарекол, во која дали да се согласиме, дали да има попис или нема, дали да го одложиме уште една година, 20 поминеле, може уште 2, 3, 5, 25, тука имаме млади членови, а тука сме 17 луѓе, се одам преку пример, а тука имаме 5 млади луѓе, за 5 години тие ќе станат возрастни. Дали ги знаеме нивните потреби, кои се? Не. Младите зборуваат многу остро. Многу тешко може да се мотивираат да зборуваат, меѓутоа кога ќе почнат да зборуваат многу отворено и знаат точно што сакаат. Сакаат едно општество во кое што ќе бидат спокојни, во кое што ќе нема да се грижат дали нивните етникуми ги некој мрази или ги озборува дека са или ќе се шири некаква омрза, не знам што општество, едноставно сакаат мир. Изморени са веќе од политичките обиди на противниците или на позицијата, дали кој да победи во целата игра. Да, ние имаме политички надпревар. Да, ама нека биде фер и објективен, нека биде базиран на факти, како бројки. Тука имаме 17 луѓе и тоа е факти. Не можеме ние тука да викаме ни треба консензус. Не луѓе. Ние знаеме дека сме 17. 4 луѓе тука сакаат спорт. 3 луѓе сакаат култура. Може би и сите сакаат култура, меѓутоа не знаеме дали сите сакаат култура ако не се попишеме, не ги извадиме приоритетите и нивните желби и она што е потребно за младите воопшто. Дали не е потребен факултет во секое село? Што се отворени во источниот регион, па и во државата. Колку кадри се продуцирани не е потребно. Каде е ова општество поставено на каков темел во изминатите 16 години, што се случува со овие кадри? Како во овие кадри дипломираа, како станаа, како заземаа позиции кои што држат клучни позиции од кои зависи секојдневното наше екзистирање. Нестручни луѓе. На стручни места имаме еднакво на пропаст во секој еден сегмент пора на нашето општество. И тука имаме уште многу зашто да зборуваме. Колку градинки ни са потребни на нас во нашиот град, и во Македонија, па и во источниот дел од нашата држава. Колку училишта ни са потребни во нашето град. Ние правиме, велиме се соочуваме со проблем, да почекаме. Меѓутоа децата малички кои што немаат место за градинка, не прашуваат да почекаме за пописот. Тоа се нуспојавите од зошто што го немаме пописот. Немаме реална ситуација како ние да постапуваме. Оваа стратегија изостанува. Како да се во делот на културната политика. И за младите, како ќе ги креираме тие политики, ако не знаеме ние колку програмски содржини да направиме за младите, колку за повозрастните и за постарата генерација, што не е потребно. Во секој случај мислам дека ние во културата ги согледуваме работите од многу агли, ги гледаме секојдневно, а кога се наоѓаме во вакви дебати, се соочуваме со ситуација да имаме еднострано гледање на работите, без да се земат потребите на сите. Да чекаме, немаме време за чекање. Дали процесот ќе биде успешен, па треба да видиме, да почне, да не бидеме баба Вангија, што велам, нели, или на Нероден Петко, капа да не му ја кроиме пред време. Што е, нели, нашите предци оставиле вакви поуки, кои што се од колено на колено пренесувале. Не са пишувани, туку со предавање од генерација на генерација. Така и со традиционалната наша музика, не е запишувана на ноти. Тоа е предавана од колено на колено, од баба на внук и така натаму.
И мислам дека ние со делот на пописот премногу драматизираме и мислам дека не треба да оставиме пописот да се спроведува, како што кажа господјата Сонја Китанова, од стручните луѓе. Ако има некој сомнеш отколку ќе се заврши процесот и тоа е со факти проверливо, нека се направи нешто. Тоа што е во рамките на законот предвидено. А сето ова предвремено собирање на потписи, гледам дека политичката партија од ВМРО-ДПМНЕ собира пописи надворно отворено, викаат дека нема да пуштат внатре заради епидемиолошката мерка, а од друга страна собираат незаконски потписи во кои ги манипулираат граѓаните дека тоа е законски. Не е законски. И тоа треба да си го кажеме сите отворено, заедно. Дали е тоа подршка? Подршка за каков попис е тоа подршка? Значи, знаеме ние, јас сум поднесувал закон во собранието на Република Македонија во 2012. Собиравме 12.000 потписи и тоа го собиравме во подрачните оделенија на ДИК и знаеме каква беше процедурата. И тука треба да бидеме чисти и јасни. Ако собираме потписи како за потписи, дека не се слагаме во нешто, па има пратеници во нивното собрание. А подршката на законските решенија, јас во собранието не ги гледам од страна на пратениците од другата страна. И тоа младите го гледат, тоа го гледаме секојдневно, низ нашите живеења го гледаме. Така да, во делот за културата, сето спаѓа во делот на нашето живење и нашето културно битисување, култура на однесување, култура на политичко делување и култура за прогрес на оваа држава. И конечно мислам дека за младите ќе можеме да ја ставиме овој контекст и правец, точка, дека младите ќе си отидат. Се морат младите. Не се навикнати да слушаат постојано едни исти работи. Знаат и тие што е вистина, што не е вистина. Мислам, до сега сите научивме веќе како се манипулира со нас граѓаните. Манипулацијата е опасна работа. Кога немаме попис, манипулацијата е пожестока. Кога ќе имаме попис, ќе бидеме многу чисти на својата работа и секој ќе знае како да се креира својата стратегија, па и во Каменица, мултимедијалниот центар, кој што има еден вработен, можеби ќе вработат и млади луѓе кои што ќе креират политики таму и ќе има своја смисла на постоење и своја програма за делување. И сето тоа е врзано со пописот, со бројките и така, од бројките не можеме политика да направиме. И јас се надевам дека со бројките, како што каже и колегата Војо, дека од бројките политики, позитивни политики за стратегија за развој на оваа држава. Па и на крајот државата кога се задолжува, сигурно ја прашуваат колку жители имате вие во вашата држава, како гарант за да може да се развиваат некои стратегии. Така да, тоа се моите ставови. Во културата театарот пропаѓа, меѓутоа театарот не е префрлен во нашето секојдневие. И тоа сакале да си го признаеме сите заеднички или не сакаме да си го признаеме, ако мислиме дека зошто театарот пропаѓа, нека биде оваа една смерница зошто ни се случува во делот на културата некои симптоматски појави кои што ги гледам и како би можеле да ги излекувам. Значи секој ако си ја гледа својата работа од професионален агол, јас би мислам дека можеме ние да напредуваме. И немам против да бидеме противници. На крајот од денот јас знам дека ако сме противници со факти и со аргументи, ние ќе имаме подобри решенија за сите нас. Па јас ќе донесам подобри решенија ако имам поголем буџет и сето тоа за подобри политики и културни настани за младите. И тоа ќе не движи и ќе не спојува во еден круг. Вака кругот на младите е посебен круг, овој дел тука е посебен круг. Мислам, а можеби малку е драматично, меѓутоа, тоа е една дел од моите согледувања што ги гледам секојдневно. Јас сум овде за да разговараме, да носиме решенија, да дадеме предлози, да го чуете гласот на младите што зборуваат, а ако зборуваме за тоа како се собираат начинот на потписите, па имавме и за мигранти собирање на потписи, млади кои беа вклучени, манипулирани да собираат потписи против мигранти кои ќе се доселиле, ќе не поробеле, па ќе се случували инциденти со нашите жени, сопруги, што не се изнаслушавме, па дека згради ќе се слушувале, и то ние не сме сведоци прв пат на ова, ние сме сведоци континуирано. И таму се инволвирани младите, и така ли ги задојуваме ние младите со омраза? Значи секој има право на живот. Секој има право на своја определба. Никој нема право на ние македонец да му забрани да се попишува.
Секој во својата графа ќе си ставе дали е македонец, турчин, ром, албанец, влав, србин и така натаму. Значи секој правото мора да си го собствено стави на харта. Место да повикаме ние, дајте луѓе да видиме колку сме, да знаеме. Оттаму ќе произлезат сите младински политики потоа. За младите зборува, за младинските политики, вработување, да не учат по 2 факултета и да седат дома. Затоа што завршија по 2 факултети, сега учат и да бидат магистри дополнително, а се без вработување. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.